вечер. Јас сум Боријан Јовановски, гледате Отворено студио. Во ова издание на Отвореното студио гостинка е министерката за правда Рената Десковска, а повод и тема на незиното гостување се најавените измени во Законот за специјалното јавно обвинителство. Министерке, добро дојдовте во Отвореното студио. Многу реакции во јавноста по најавите дека практично ќе завршува на известен начин мандатот на СЈО и дека се претопува во јавното обвинителство. Кој е вашиот прв коментар за реакциите за загриженост на јавноста дека практично ова е минирање на процесот на разоткривање на бомбите? Напротив, мислам дека овој закон треба јавноста да биде свесна дека дава живот на специјалното јавно обвинителство. Според постојниот закон кој што е во моментот за специјално јавно обвинителство, мандатот на јавната обвинителка треба да заврши во септември, а јавното обвинителство за година дена исто така ќе требаше да згасне. Со тоа што мора да водиме сметка дека во постојниот закон, освен јавната обвинителка, никој друг не може да подпишува и да превзема действија, во свое име, него сите превземаат действија во име на специјалниот јавен обвинител, така што ако не се обезбеди продолжување на специјалното јавно обвинителство како траен орган во системот на јавното обвинителство, тој практично од 15 септември оваа година ќе беше мртов орган. Така што мислам дека непотребно се создава една атмосфера дека било што има зацкриено во законот кој што може да создаде проблем. Напротив, мислам дека овој закон кој што го испративме во собранието, ако се донесе во оваа форма, без било какви амандмани кои што би го нарушиле конзистентноста на текстот и јасноста на одредбите за одредени постапки кои што веќе постојат во специјалното јавно обвинителство, јас би била многу среќна. Заради тоа што тука имате неколку елементи. Едно е што го правиме органот траен орган и тоа со многу силни надлежности кои што ќе ги има во гонење на криминал, висока корупција кај функционерите. Тоа ќе биде за оваа влада, за идните влади, орган кој што постојано ќе се занимава со тоа прашање. И тоа е нешто што треба да биде предупредување за сите кои што се наоѓаат на власт, дека има некој со капацитети кои што може да ја следи нивната работа. На страна новите надлежности. На страна е продолжувањето на старите. Тука се отвори дилемата. Дали ќе пропаднат случаи, дали ќе има некаков проблем околу тековните случаи. Во овој закон што е предвиден кај нас, изрично е ставена надлежноста на специјалното јавно обвинителство да постапува за сите действија кои што се превземани, предмети што им се во истрага, за предмети кои што се покренати обвиненија, за предмети кои што им се превземени обвиненија од други. Тоа се прашања кои што се изрично регулирани. Во предлог законот велите дека предметите кои се наоѓаат во фаза на судење за кои се поднесени обвиненија до 30 јуни 2017 година. Тоа е едниот сегмент. Тие предмети за кои се поднесени обвиненија, СЈО продолжува да ги води. Неспорно е тоа. Она што е веројатно спорно за јавноста е што со тие предмети, односно со индициите кои ќе се најдат во бомбите за нови криминали. Таму стои изрична одредба дека овие предмети кои што се во 18 месеци од предавањето на материјалите се предмети кои што ќе си ги води практично според одредбите на постојниот закон или на стариот закон за СЈО. И тука се сметаат за докази и аудио снимките, и плюс и ние мораме да бидеме свесни дека дури во тие предмети СЈО не се потпира само на аудио снимките, тие мора да документираат со многу други докази кои што го ја прават сликата на. И сега што е со оние предмети кои се покренати по овој датум 30 јуни 2017 кога истече првиот официјален мандат на СЈО согласно Пржинскиот договор? За предметите кои што се покренати по 18 месеци, специјалното јавно обвинителство има надлежност изрично ставена во законот да си продолжи да ги застапува обвиненијата и за тие обвиненија што им се превземени од други обвинителства и за тие има надлежност да продолжи да застапува. Но дали ќе може аудиоматеријалите да се користат како докази? Направена е разлика заради тоа што едно од практично најжешките прашања кои што се покренуваше дали да се продолжи употребата на материјалите или не.
Во обидот да се формира тоа двотретинско мнозинство, направивме консултации и со специјалното јавно обвинителство, но и со експерти кои што странски и домашни, кои што на некој начин требаше да направат едно истражување дали нешто ќе се помести во предметите доколку се извадат аудиоматеријалите како доказен материјал. Според она што нас ни беше дадено како министерство, како информација е дека аудиоматеријалите тие ги користеле како индиции. Значи, собрани се бројни други докази врз основа на тие индиции кои што ги добиле и дека нема да опадне предметот на застапување на одредени обвиненија, значи квалитетот на застапување на одредени обвиненија пред суд, ако се извадат само бомбите како доказен материјал. Постапките нема да бидат толку убедливи и цврсти како што е случајот во оние предмети каде што аудиоматеријалите се... Тоа значи дека, например, на тие рочишта нема да можеме да ги слушаме бомбите. Може би фолклорот ќе отпадне, фолклорниот елемент во бомбите, но многу е битно овдека нешто друго. Има одредба која што вели дека тие предмети продолжуваат. Значи, со вадењето на материјалите, бомбите, значи аудиоматеријалите, од доказната постапка не се враќа предметот на почеток, па повторно да се собираат докази, туку практично се што е прибрано од специјалното јавно обвинителство, дали прибрале, не знам, документи за одредени финансиски средства во странство, по замолници, по слично, значи тие собираат докази. Од институции во нашава држава или надвор, практично сите тие докази што им се прибрани остануваат. Значи нема враќање на почеток. И тоа беше едно од прашањата кое што многу се дебатираше и во работните групи, но и меѓу представници на политички партии. Значи имаше и одредени барања кои што бара да се врати предметот на почеток. Значи тоа беше една од нашите црвени линии дека тука нема да се даде таква можност, дека мора да обезбедиме континуитет. Ако сакате бомбите ќе ги извадиме, не мора да се прислушкуваат во судница, ама се што е прибрано врз основа на тие бомби мора да остане валиден доказ во судските постапки. Конкретно, случајот Империја, кој предизвика големо внимание на јавноста, е покренат по овој датум кој е одреден во законот. За тој случај, бидејќи како што дознавме, тој е откриен и формиран врз база на прислушуваните материјали. Што е судбината на предметот Империја? Значи, предметите... Во таа смисла. Има одредени предмети кои што се превземени. Постоеле во обвинителството за организиран криминал и тие се превземени од обвинителството за организиран криминал. Затоа што се ја нашле разговори. Така, значи, кога отворило предмет, обвинителството за организиран криминал, тоа не го отвара затоа што сака да некого да малтретира или било што, отвара заради тоа што има докази, па дури и докази. Значи, тоа е ситуација во која што они имаат формирано одредени докази. Прислушкуваните материјали ви даваат можност да ги докомплетирате доказите, заради тоа што ви насочуваат каде да одите да трагате по дополнителни докази. Така што ниеден предмет не би требало да биде загрозен без снимките, бидејќи самите снимки сами по себе никогаш не може да биде доказ доволен. Не се доволни. Значи, битни се другите материјални докази, според она што го добиваме ние како информација, дека специјалното јавно обвинителство има прибрано докази кои што ќе има возможат судските постапки да продолжат. И сега во вашиот предлог стои дека специјалното обвинителство може да обработува најдоцна до 15 септември 2020 година. Да, значи тоа е практично година и нешто. Тоа значи дека ако сега открие во некој од се уште не преслушаните материјали, може да отвори постапка, а разговорите да ги користи само како индиција, не како доказ. Да, значи тие, ако најдат сега на сериозен криминал, може да си почнат постапки на собирање на докази, истраги, предистраги, истраги и да се покренат и обвиненија доколку се спаѓа во нивната надлежност, зашто сега, например, има ситуации кога е разчлената надлежноста на специјалното јавно обвинителство со обвинителството на организиран криминал. Значи, ако они најдат одредени кривични дела што спаѓаат во нивната надлежност, ќе си ги процесуираат. Ако се најде дека тие кривични дела спаѓаат во организиран криминал, ќе им ги предадат и тие ќе почнат да се продолжат работата. Какви се вашите информации од специјалното јавно обвинителство, колку од разговорите останаа непреслушани?
Јас колку што знам, но тоа ќе треба да се провери сепак со нив, дека не повеќе од 10% не се преслушани. Тоа значи дека главниот дел е завршен и она што реално е најдено како индиција таму е веќе и во некаква постапка, дали истрага или предистрага, така што почнати се постапки за кои што ние сите не сме информирани. Дури јас не сум информирана ништо повеќе од тоа што граѓаните го дознаваат за отворени постапки, но мислам дека има и други постапки во истрага и предистрага кои што ќе бидат опфатени и ќе може да се продолжат согласно овој закон. И сега е прашањето, се разбира, пред малку спомнавте, за овој закон ви треба двотретинско мнозинство. Јас кажав 80 пратеник, да, што е повеќе од она што располага парламентарното мнозинство, односно владината коалиција. Значи, уште кога влегов во Министерството за правда, кажав и во првите настапи дека практично најжешкиот костен во ова министерство ќе биде регулирањето на статусот на СЈО. Заради тоа што тука имате конфликтни интереси и тоа на луѓе кои што треба да гласаат во рамките на парламентот. Но исто така, многу сериозни се укажувањата на меѓународната заедница, особено на Европската унија, дека практично регулирањето на статусот на специјалното јавно обвинителство на начин кој што ќе значи да нема никаква скриена амнестија во законските одредби, кој што ќе овозможи одржливост на органот како траен орган и продолжување на судските постапки е клучно за отварањето на преговорите во јуни. Така што тука реално ќе се види колку на политичките партии и на претениците им е декларативна одредбата или определбата за евроинтеграција, колку се искрени и реални во тоа. Така што тука некогаш ќе треба да се стават на вага и одредени лични партиски интереси наспроти интересите на државата да продолжи по патот на европските интеграции, така што очекувам самите да се преслушаат внатре и да видиме да обезбедиме такво мнозинство. Околу ова прашање имаше контроверзни исто така изјави дека, например, доколку се укине специјалното јавно обвинителство, како што е случајот со предлог законот, бидејќи тоа се укинува и се интегрира во јавно обвинителство. Да, добро, се интегрира, да речеме, во ја губи формата. Значи тука морам да потенцирам, тука дебатиравме многу со обвинители од другите обвинителства и тие има лично забелешки на текстот каде што специјалното јавно обвинителство задржува степен на автономија. Неговиот статус не е ист како статусот на организиран криминал или висше обвинителство или други обвинителства. Значи, специјалниот статус СЈО го задржува. Тој е ставен во одредени рамки, најмногу во ист законски текст и во одредени рамки на надзор, ама надзорот се однесува ако СЈО држи предмет. Например, хипотетички, има индиции дека се е случаен кривично дело од страна на висок функционер. И сега гледате ситуација во која што специјалното јавно обвинителство во некаква хипотетичка ситуација не процесуира. Во тој случај, ако не е ефикасен, ако дојдеме до ситуација на девијација во самото специјално јавно обвинителство, тогаш републичкиот обвинител може да го превземе предметот. Министерке, прашањето беше во контекст на она што вие го зборувате во однос на нашите обврски кон реформите од европската агенда. Некои велат дека оваа автономија, укинувањето на оваа автономија практично ќе направи проблем во европските интеграции. Не, значи не ја задржуваме. Според други велите дека ние не ја укинуваме, ние ја задржуваме автономијата. Правите тоа што го бара и Европската унија. Да, значи таму и стојат изречни одредби дека специјалното јавно обвинителство задржува автономија. Значи не може јавниот обвинител да им одзема предмет. Ова го правите во консултација со европски експерти? Значи имавме ние повеќе експерти вклучени странски во пишувањето на законот. Значи прво имавме работна група во која што имаше представници од институции, професори домашни, значи меѓународната заедница го наблюдуваше процесот, но исто така имавме консултации со експерти кои што дојдоа преку различни проекти и го помогнаа процесот, го гледаа текстот, го коментираа. Значи ние имавме почетен текст 1 во кој што потоа видовме дека има работи кои што треба сериозно да се пеглаат по укажување на странски експерти. И дојдовме до текст кој што е на некој начин
гледан, дебатиран и никој не дал сериозна забелешка дека станува збор за одредена девијација која што ќе наруши статус на специјално обвинителство или воспоставува не знам некакви неевропски стандарди во јавното обвинителство. Значи овој закон е закон кој што јас сум уверена би го добил зеленото светло од Европската унија. Дали е точно дека американската дипломатија која инаку многу инсистира на реформите во судството и Стејт департментот има вложено финансиски средства во целиот тој процес на реформи, се обратил со писмо во кое бара СЈО да се интегрира во јавното обвинителство? Значи, ние имавме јавен обвинител од Соединетите Американски држави кој што практично присуствуваше и учествуваше во работната група. За изработката? Да. Значи, постојано беше присутен, апдейтиран, информиран и јас ги користев максимално неговото експертиза, неговите совети во профилирањето на крајната верзија на законот. Тој во моментот веќе не е во Македонија, значи му заврши работната обврска тука и во последниот, значи пред одење разговаравме и го замолив да ми даде и написмено да видам кои се насоките по текстот, значи што реално тој смета дека би било одржливо законско решение кое што ќе ги гарантира сите оние принципи за кои што и тој не советуваше и ние се залагавме, така што има таков допис од јавниот обвинител во кој што се дадени насоките и јас сметам дека овој закон буквално се вклопува во тоа што ни е препорачано од тој експерт. Имавме ние исто така консултации со јавен обвинител од Словенија кој што дојде преку друга програма и тој ни даде написмено кои се неговите насоки за регулирање на статусот. Дури беше добро што тој коментираше по првичниот текст изработен од работната група за некои работи кои што веќе подоцна во текот на работата и беа сменети и се најдовме дека реално на истите становишта. Значи повеќе луѓе беа консултирани и дадоа свој придонес и затоа сум уверена дека станува збор за квалитетно решение. Сега околу надлежностите, новите надлежности на специјалното јавно обвинителство, познато е за јавноста повеќе или помалку дека постои едно ривалство меѓу СЈО и јавното обвинителство. Надлежностите кои СЈО ги добива според новиот закон, на пример, не знам, да цитирам, за кривични дела перење пари и други приноси од казниво дело од член 273, злоупотреба на службена положба и овластување од член 353. Тоа се работи кои, како ќе се дефинира утре кога ќе дојде предмет во чија надлежност, дали организираниот криминал или специјалното јавно обвинителство? Тоа беше исто едно од многу тешките прашања, да разграничите надлежноста на СЈО од обвинителството за организиран криминал. И тука се консултиравме, бидејќи тука имаше на некој начин конфликтни идеи и предлози кои што доаѓаа од различни обвинителства. Значи, СЈО сметаше дека треба да има поголеми надлежности, обвинителството за организиран криминал сметаше дека тоа треба да има поголеми надлежности. Тука најмногу помогнаа практично странските експерти околу тоа како да го направиме разграничувањето, за да не биде практично да се конкурираат и да се цело време во конфликт, заради тоа што кога имате конфликт на надлежност, тоа ви создава реално проблем. И советот нивен беше дека најдобро е специјалното јавно обвинителство да го профилираме за дела кои што би биле сторени дела на висока корупција од високи функционери. Бидејќи ако му ставите и други надлежности Што значи околни, високи функционери? Значи, Организиран криминал имате бизнисмен, имате висок функционер. Како го оди делото? Во кривичниот законник е дефинирано кои се сметаат за носители, за службено лице и слично. Така што ако имате висок функционер вклучен, тогаш по дефолт делото ќе оди во специјалното јавно обвинителство. Значи, без оглед што има и други вклучени странични лица, значи целото дело ќе си се префрли. Не може двете обвинителства да се тепаат за испред. Значи, тој ќе се припадне во специјалното јавно обвинителство. Значи, целта беше реално и препораката, што мислам дека беше и добар совет, да не го расплиниме СЈО со многу надлежности, со различни дела имаше таму предлози разни, туку да го фокусирате на нешто што реално представува проблем и кое што треба да они баш да бидат чувари во тој дел, а тоа е високата корупција. И затоа тука и врзавме со оние дела кои што може да произлезат од судските постапки поврзани со тие дела, да речеме заштита на сведоци, понатаму
оддавање тајна поврзани со делата за кои што тој се ја гони. Тоа значи, сигурни сте дека според, бидејќи вака лаички гледано, формулациите се многу општо поставени. Или се водите, што значи поврзани политичари или функционери? Што ако е, например, некој од опозицијата пратеник? Значи, и пратеникот е функционер. Функционер. Тоа е вршител на јавна функција. Значи, сите се тие функционери кои што имаат одредена значи, државна функција. Значи, секаде каде што некој политичар, односно Ама именува... и делата се набројени, не за секој дело се тоа ако направи сообраќајка нема да се разбира, да го ама делото за корупција, кога се види овде перење на пари е може да биде се и се што. Добро, но како е решена координацијата меѓу специјалното јавно обвинителство и обвинителството за организиран криминал? Значи, ако по надлежност спаѓа СЈО го зема, ако си конкурираат двете, каде се смета дека треба да биде, во тој случај предимството го добива специјалното јавно обвинителство. Републичкиот јавен обвинител може да им го земе единствено ако го земат предметот и го чуваат, не постапуваат. Значи, за да нема ставање на предмети во фиок. Уште едно прашање. Како се решава, познато е дека специјалното јавно обвинителство имаше и буџетска автономија. И ја задржува. Ја задржува, значи работи со супериорно повеќе средства од основното јавно обвинителство или обвинителството за гонење на организиран криминал. Придобивка во поставувањето на актуелното специјално јавно обвинителство е дека имаше средства да организира истражен центар. И тоа е нешто што е многу битно. Имаше средства да плати експерти, да побара експертиза, вештачење и слично. И тоа е неопходен елемент. И сметавме дека мора да се задржат гаранции за финансиска независност, одреден тип на финансиска независност, сигурност и стабилност на СЈО, бидејќи тие треба да гонат, значи, функционери. Утре вие можете да му ги врзете рацете со тоа што нема да му даете средства. За да не се случи таква ситуација, финансиските гаранции кои што ги имаше во постојниот закон за СЈО се префрлени тука. Останува заложбата која што владата мора да се бори тука, да се зголемат капацитетите на другите обвинителства. Значи сега, формирањето на истражните центри е проект кој што реално се обидуваме заедно со Републичкиот обвинител да помогнеме колку може и со Министерството за внатрешни работи да се формираат истражни центри во повеќе јавни обвинителства. Бидејќи уште со стариот закон за кривична постапка, истрагата ја префрливте во обвинителство, а не им дадовте можност да ја водат. Така што тука ние треба да работиме другите обвинителства да ги кренеме на ниво на СЈО, а не СЈО да го спуштаме на ниво на другите обвинителства. И тоа беше всушност интенцијата на овој закон. Дека разликите, контрастот е сега огромен. Колешката Кристина Атовска имаше една репортажа од јавните обвинителства од Куманово, например, каде што работат во очајни услови, без да имаат елементарни услови за работа, наспроти специјалното јавно обвинителство. Ве прашувам чисто бидејќи тоа може да доведе до едно ривалство, една компетенција внатре во обвинителството, која ќе биде контрапродуктивна за извршување на неговата главна мисија гонење на криминал во било која смисла. Апсолутно, со тоа што исто така мора да водиме сметка дека специјалното јавно обвинителство нема да има обвинители кои што цело време ќе бидат вработени во СЈО и ќе останат таму. Значи тие се обвинители со краткотраен мандат. Тоа значи дека сите обвинители кои што исполнуваат услови на стаж, позитивна оценка и слично, може да конкурираат и да станат во одреден период специјални јавни обвинители или јавни обвинители во специјалното јавно обвинителство. Тоа значи дека и одреден тип на мотивација за конкурирање, тие што се добри, ќе може да бидат реизбрани, значи што ќе покажат резултати во својата работа. Согласно овој предлог, Катица Јанева останува на чело на СЈО една година по изгласувањето на законот. Тоа значи дека потоа се отвара конкурс. Очекување претходно треба да се отвори конкурсот бидејќи не за мандатот ќе заврши тогаш. Значи очекувањето е дека според раковите што ги имаме од Европската унија, изгласувањето на законот треба да се случи овој месец. Така што од овој момент треба да се брои времето на значи она има мандат до 15 септември,
заради континуитет имаме одредено продолжување за да почне да се врши и процесот на обновување на мандатите и на другите обвинители. Ставено едно решение кое што можеби е нетипично за другите обвинителства, но е нешто што се случува во други земји за различни институции, например некој уставен суд, некој јавно обвинителство, да не престане мандатот на сите обвинители во ист временски период, зашто тоа би значило еден тип на дисконтинуитет и немање можност целосно да се предаде она што го викаме ноу-хау. Значи сега е ставена одредба дека според систематизација 12 обвинители треба има во моментов има 10 избрани, но може да има 12 обвинители специјалното јавно обвинителство и во тој круг од 12 ставивме дека мандатот им ротира, прво на 4 им престанува мандатот, потоа на следни 4 со цел да имаме постепено обновување. Тоа не значи дека овие обвинители не може да конкурираат за истите места. Може истите ќе бидат реизбрани, значи законот не преюдицира, но дава можност за постепено ротирање на обвинителите. Прашање кое исто така предизвика големи контроверзии е ставот на Врховниот суд околу тоа дали бомбите можат да бидат докази или не. Врховниот суд излезе со став дека не може да бидат докази. Дали овој закон го решава тој проблем трајно? Бидејќи постојано сме од објавувањето на бомбите до ден денеска таа дебата е жива, дали бомбите можат да бидат докази или не може да бидат докази. Значи одлуката на Врховниот суд, јас кажав, не сакам од позиција на министер да ја коментирам, но има многу симптоматични работи од тој дел. Прво, од самото нејзино донесување, од делот на она што значи поводот за донесување, бидејќи кога давате начално правно мислење, давате затоа што имате различна пракса. Ние немавме различна пракса, добивме мислење. Овој закон практично ризикот кој што се создаде со тоа правно мислење го решава заради тоа што се утврдува. Што таму беше проблемот дали воопшто според нивното мислење дали воопшто ќе може да се продолжи со судските постапки, со надлежноста на специјалното јавно обвинителство, не само за бомбите, него надлежноста на СЈО да ги води. И дека предметите кои се во тек, дека практично бомбите отпаѓаат како докази. И надлежноста они е според на специјалното јавно обвинителство, дали воопшто можеле да превземат предмет и дали воопшто можеле да гонат предмет. Именно, дали тоа сега Тоа е сега решено во тој закон, заради тоа што јасно стои во преодните одредби дека превземените предмети продолжуваат да ги вршат. Предметите кои што ги отвориле, исто така продолжуваат да ги вршат. Предметите што им се во истрага, што им се значи во обвинение, превземени, СЈО продолжува да се ги врши. И веројатно и должиме на јавност уште само ваш коментар, министерке, за последните случувања во Шутка и оние инциденти кои се случија таму, што е исходот од целата ситуација? Добивте извештај од директорот, премиерот побара негова оставка, состојбите во затворот се очени, така тоа барем имавме можност да ни го каже правобранителот Иџет Мемети во отвореното студио. Што е? Значи јас добив извештај од директорот на затворот, добив и од директорот на управата за извршување на санкции. Нотирани се одредени пропусти кои што се направени. И мојата заложба беше, јас не можам да им ги превземам надлежностите, но можам да сугерирам дека практично треба да ја водат постапката на одговорност целосно внатре, со цел да не се остави простор за било кога да се повтори ваков немил настан, кој што навистина мислам дека е нешто што не смеевме да си го дозволиме да се случи. Од народниот правобранител со тие ресурси, тие капацитети кои постојат таму сега, кои се прилично очени, тоа може во секој момент да се случи пак. Значи, почната и за некои е веќе завршена постапка на вработување на нови затворски чувари. Значи, управата имаше своји конкурси за вработување со цел да се кадровски да се зајакнат. Во прават капитални инвестиции, значи они имаат посебен буџет, сами располагаат со тој, со цел да овозможат соодветен видеомониторинг на затворите, да се подобрат условите, но тоа не е процес што може преку ноќ да се случи. Треба буџет за таму. И тоа сериозен, ако добро разбрав.
Имаме ние и поддршка и од европски фондови и па проекти за подобрување на условите во затворите. Значи има затвори кои што веќе се реновирани, дел пуштавме во Идризово, ново крило, значи нов дел кој што е буквално по европски стандарди. Куманово е затвор кој што навистина е по тие стандарди. Треба да се вложува во шутка, значи се работи во тој дел, но тоа, ви велам, не е процес што може да се случи преку ноќ. Но црвеното светло е запалено, сигналот, свеста дека тука има сериозни потреби за инвестиции. Црвено светло со сирена, би рекол јас. Секако да, но значи тоа е нешто што го знаевме и претходно. Но исто така не сме да се случи човечки фактор да затаи во командната одговорност која што имаат, но за жал, според извештаите кои што јас ги добив, се гледа дека тука имаме затојување во командната структура и затајување кое што вина носи човечки фактор, и затоа сметам дека тука треба да има целосно расчистување и одговорност од првиот до последниот кој што имаат одговорност. Во некоја друга прилика пошироко на оваа тема, министер, ќе ви благодарам што сте гостин во Отвореното студио. Ова е за овој дел на Отвореното студио. Се гледаме пак во 22 часот. Гостин е кандидатот, председателскиот кандидат на консенсуалниот председателски кандидат Стево Педаровски. Бидете со програмата на 1 ТВ.